Нерешен е исходот во пратенички мандати во четвртата изборна единица иако повеќе гласови осви коалицијата на ВМРО-ДПМН. Според правишните прелиминарни и неофицијални резултати, по 10 пратеника освоиле коалициите предводени од СДСМ и ВМРО-ДПМН во оваа изборна единица, каде се и општините од југоистокот. Во 4 општини од овој дел на државата, Струмица, Богданци, Дојран и Конче, славеше коалицијата за живот во Македонија на СДСМ, додека во 6 останати општини, Радовиш, Василево, Босилово, Новосело, Валандово и Гевгелија, славеше коалицијата за подобра Македонија на ВМРО-ДПМН. Според информациите од Државната изборна комисија, во Струмица, СДСМ со коалицијата освои 2700 гласа повеќе од коалицијата на ВМРО-ДПМН. Во Богданци 300, во Дојран 30 и во Конче со 20 гласа. Синоќа во Струмица славеа социјалдемократите. Почитувани сограѓани, Струмица вечерва победи. Граѓаните на општина Струмица гласаа за живот во Македонија. Ја користам можноста да се заблагодарам на сите граѓани на општина Струмица кои гласаа и ја дадоа својата поддршка за нас. Коалицијата за живот во Македонија, предводена од СДСМ, во Струмица победи со над 2700 гласови разлика. Ова е уште една потврда за обостраната поддршка, што си ја даваме меѓусебно, што не уврзува уште повеќе за соработка и во иднина. Уште еднаш ви благодарам за поддршката. Најголема победа ВМРО-ДПМН однесе во општина Василево, изразена со 1200 гласа пред коалицијата на СДСМ, пошто следува Босилово и Валандово со по околу 850 гласа разлика, Гевгелија со 500, Новосело со околу 450 гласа, а најтесна победа ВМРО-ДПМН однесе во Радовиш со само 80 гласа разлика во однос на СДСМ. Излезеноста во четвртата изборна единица беше дури 75% од граѓаните евидентирани во избирачкиот список, а според освоените гласови, трети е коалицијата на ВМРО за Македонија, пошто следуваат коалицијата за правда и промени и Левица. Либералната и ДУИ во четворката освоија незначителни гласови на вчерашните парламентарни избори кои поминаа мирно без инциденти.